Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во нови 90 минути од емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви подготвив за денес. Ќе инвестира ли Саудиска Арабија во попова шапка? Ќе се создадат услови за саудиски инвестиции и во земјоделството. Ако владата сака брза пруга, ќе ја гради конзорциумот Crossrail. Британската амбасада оцени дека стратешкиот договор е нова ера во односите меѓу двете земји. Полицајци паднаа во рацете на колегите. Од 11 приведени, 8 се корумпирани службеници. По 2 лица се трага. Околу 2,5 милиони евра собрани од донации за кочани. Преостанатите пари Црвениот крст ќе ги распореди за лекување на повредените. На Бујар Османи никогаш нема да му биде заборавена трговијата со македонскиот идентитет. Мицковски му порача дека тој не сопре кон Европската Унија. Време и ние да почнеме да сметаме на Европа. Мицковски побара фер третман и почесна и поотворена потврда од Европската Унија. Изграден пат од 1,5 километар Палатица-Тетово со 320.000 евра од владата и 100.000 евра од општина Желино. А на самиот почеток да ја проследиме и следната вест. Посветеноста на оваа влада во борбата против криминалот не е декоративна, туку суштинска, а еден од доказите за тоа е обвинението за случајот со онкологија, оцени директорот за Фондот за здравствено осигурување на Македонија Сашо Клековски. Таму се обвинети медицинскиот и економскиот директор на клиниката за онкологија и уште тројца доктори. Морам да кажам дека како што мене ме држи сеќавањето, надвор од индивидуални случаи на мито, значи доктор земал пари од пациенти и неколку случаи на груби лекарски грешки, како што е влегување пијан во операцијска сала, јас не помнам да имало обвинение против лекари. Не помнам ни обвинение за овој тип на криминал. Зборуваме за злоупотреба на работните места и за тргување на лекови на црниот пазар. Црниот пазар на лекови на Балканот е високо развиен, тоа не е македонска карактеристика, додава Клековски. Важно е сите земји во регионот, вклучувајќи и Македонија, силно да се борат против црниот пазар на лекови. Сите количини на лекови на црниот пазар се лекови кои се ускратени некому на легалниот пазар. Сите бевме во големо исчекување на ова обвинение. Секако обвинението не е добиен судски процес и осудени виновници, но мислам дека е порака до сите оние луѓе кои што беа во криминал дека таквите работи се завршени. Тој посочи дека неказнивоста во здравството и сите подрачја мора да заврши. Ние еднаш мора да направиме преседан, да го раскинеме ланецот на неказнивост и мислам дека сме на добар пат, потенцираше Клековски. Маркетинг. Сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер.
Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Со потпишувањето на партнерство влада со влада се одбележува нова ера во односите помеѓу Велика Британија и Македонија, што ќе ја зголеми трговијата и ќе го поттикне економскиот раст, соопшти амбасадата на Обединетото кралство во Скопје. Ова партнерство ја поддржува реализацијата на клучни инфраструктурни проекти во различни сектори, вклучувајќи транспорт, здравство, енергетика и технологија.
ќе може да се потпре на широк спектар на поддршка, вклучувајќи програми за техничка помош и до 5 милиарди фунти поддршка за финансирање на проекти во Македонија, наведуваат од амбасадата. Потпишаното партнерство влада со влада, како што се посочува, ја нагласува посветеноста на двете земји да соработуваат на клучни инфраструктурни проекти кои обезбедуваат социјални, економски и еколошки придобивки. Со искористување на експертизата и иновациите на двете земји, ова партнерство ќе го поттикне развојот на инфраструктурата, што поттикнува раст и просперитет. Размената на знаење и најдобри практики меѓу нашите две земји ќе биде од централно значење на овој проект на двете влади, црпејќи од експертизата во соодветните инфраструктурни области на двете земји. Ова значи дека владата на Обединетото кралство и британските бизниси работаат во партнерство со владата на Македонија и нивниот локален синџир на снабдување за реализација на инфраструктурни проекти низ Македонија. Овој пристап ќе генерира взаемни придобивки на двете земји преку споделување на информации за испорака на отпорна инфраструктура, што го поттикнува растот, се вели во соопштението на амбасадата на Обединетото кралство. И британскиот амбасадор Метју Лосон во интервју за 360 степени оценува дека ова е клучен момент во однос на двете земји. Договорот влада со влада според амбасадорот представува пресвртница во стратешкото инвестициско партнерство помеѓу Лондон и Скопје. Тоа вклучува соработка меѓу компании и влади, техничка помош од британски владини институции за поддршка на инфраструктурни проекти. Владата веќе ги наведе двата проекти, брзата железница и здравствениот сектор болници. Што може граѓаните да очекуваат? Квалитетна и брза изградба на инфраструктура со британска експертиза, според британски стандарди. Во рамки на договорот влада со влада ќе донесеме и инвестиција од наша страна за техничка поддршка. Например, ќе имаме специјалисти од јавното здравство кои ќе соработуваат со вашата влада за изградба на болниците. Исто така ќе го имаме и конзорциумот Crossrail, ако владата го сака, а тоа е истиот оној што го изгради и дизајнираше комплексниот инженерски потфат на железничката мрежа Исток-Запад во Лондон. Значи ќе ја понудиме оваа техничка експертиза. Што се однесува до финансирањето, постои британска извозна финансиска рамка која го нуди договорот за финансирање. Вкупната рамка е 5 милиарди фунти, а досега владата разгледува искористување на околу 2 милиарди фунти, што е малку повеќе во евра за стратешки проекти во железницата и болничката инфраструктура, изјави амбасадорот Лосон. Душичката, што ќе
моја црта, да ја следиме. Се на патот што ни стои, ќе победиме. Нека оди се поредот, Господ еден е. За нас тука не е крајот, уште имаме. Дајте овде да се пие, да наздравиме. Ајде сите како еден да запееме. Дидл дај, нека ечи песната, нека грми се. Дидл дај, дај на душичката што ќе посака. Дидл дај, нека ечи песната, нека грми се. Овој живот краток е, дај на душичката, море дај се. Во координирана акција спроведена на 12 локации низ Скопје, Штип, граничниот премин Долно Блаце и регионалниот центар за гранични работи Север, полициски службеници од одделот за организиран криминал и одделот за внатрешна контрола привеле 11 лица, од кои 8 се полициски службеници. За уште 2 лица се превземаат мерки за нивно лоцирање. Како што информираат од Министерството за внатрешни работи, акцијата била спроведена под раководство на јавен обвинител од специјализираното одделение за гонење на кривични дела сторени од полициски службеници и припадници на затворската полиција. Според информациите, предметот се однесува на коруптивни активности поврзани со незаконско регулирање на престој на странски државјани во земјава. Од Министерството за внатрешни работи појаснуваат дека во периодот од јануари до април годинава дел од осумничените цивилни лица преку лични познанства и пријателски врски со полициски службеници од граничниот премин Блаце и од секторот за странци во Штип посредувале на турски државјани кои илегално престојувале во земјава да добијат дозвола за привремен престој. Станува збор за лица чиј престој бил првично одбиен заради студирање, но рокот за легален престој им бил истечен. За одредена парична награда осумничените договарале и овозможувале нелегално добивање на престојна документација, а полициски службеници, иако биле свесни за незаконитоста, ги одобрувале документите со цел да стекнат лична корист. На тој начин, наместо да ги санкционираат странците согласно законот за странци, кој предвидува глоба од 50 до 250 евра, им овозможувале непречен престој, соопштуваат од МВР. Според надлежното обвинителство, дел од полицајците ја злоупотребиле својата службена положба, не постапувале согласно должностите, а во некои случаи користеле и фалсификувани документи или ја прикривале вистинската содржина на службената евиденција. Јавниот обвинител веќе донел наредба за спроведување на истражна постапка против 11 лица, а до Основниот кривичен суд Скопје ќе поднесе предлог за определување притвор за 5 осумничени. За останатите 8 лица ќе биде предложена мерка на предпазливост. Од Министерството за внатрешни работи потенцираат дека акциите за откривање и санкционирање на корупција и злоупотреба на службена положба во сопствените редови ќе продолжат без исклучок, без разлика на функцијата или позицијата на сторителите. Една песна јас да запеам,
да можам да се видам, да се љубам, да се имам, една песна јас ке запејам. Мила, врати се, каде само тебе јас те љубам, младост моја си. Секај стојам да те градам, само прости ми. Само тебе јас те љубам, младост моја си. Секај стојам да те градам, само прости ми. Во рамките на успешното учество на Економскиот бизнис форум, еден од најважните регионални настани оваа година што се одржа во Сараево, министерот за економија и представник на владата Бесар Дурмиши оствари билатерална средба со неговата екселенција Абдулазис Ал Сакран, една од клучните личности во економската дипломатија на Кралството Саудиска Арабија, кој ја извршува функцијата заменик гувернер за меѓународни односи при генералниот орган за надворешна трговија на оваа земја. Оваа средба го означи еден од најзначајните моменти на форумот, отворајќи нови хоризонти на економска соработка и потврдувајќи ја активната позиција на Македонија преку вреди во градење стратешки партнерства со најмоćните глобални економии. Двете страни го потврдија својот заеднички интерес за зголемување на трговската размена, која моментално изнесува $44 милиони со цел надминување на ова ниво преку заеднички иницијативи и конкретни развојни проекти. На состанокот беа разгледани повеќе прашања од стратешко значење, меѓу кои организирање заеднички бизнис форуми и спроведување меѓусебни посети на економски делегации, создавање услови за саудиски инвестиции во секторот со висок приоритет за економскиот развој на земјата, како што се земјоделството, туризмот и одржливата инфраструктура. Поддршка за развој на скијачкиот центар Попова шапка во Тетово како клучен проект за промоција на планинскиот туризам и економскиот развој на Полошкиот регион. Поттикнување на халал, сертификацијата на локалните производи со цел зголемување на извозот и диверзификација на меѓународните пазари со општи вреди. Оттаму додаваат дека економијата на Македонија има значителен потенцијал, а со стратешки партнери како Саудиска Арабија, овој потенцијал може да се трансформира во конкретни проекти што ќе донесат развој, вработување и благосостојба на граѓаните. Од вреди посочуваат дека остануваат посветени на градење одржливи мостови на меѓународна економска соработка со јасна визија да донесат квалитетни инвестиции кои директно влијаат врз животот на граѓаните и равномерниот развој на сите региони во земјата. Учи ме, мамо, карај ме, како да ја земам Лилјана, Лилјана, мома убава, Лилјана, бела и црвена, Лилјана, тенка, висока, Лилјана, ситен силок. Лилјана, една на мајка.
сине, каранте, повикај 300 мајстори, направи чешма шарена, наврати вода студена, сите селани ќе дојдат и лилјанини другачки, емсите калешне вести. Белкин Лилјана ке дојде. Послушал Стојан мајка си, повикал 300 мајстори, направил чешма шарена, навратил вода студена, сите селани дојдоа и лилјанини другачки, емсите калешне вести. Кучка Лилјана не дојде. Ацо Крстевски, председателот Мирчо Крстевски и извршниот директор магистер Мирко Видачек, кој беше модератор на настанот. Оваа фондација со својот назив го носи македонското и глобалното, затоа што културата нема граници, а македонското е онаму каде што се неговите говорници, но и неговите спомени и сеќавања. Фондацијата ја основаме под слоганот Корени и иднина, со намера да го зачуваме и афирмираме исконското меѓу нас, традицијата, културата, јазикот и идентитетот. За да го заштитиме нашето наследство, мора да инвестираме во иднината, беше порачано на промоцијата. Фондацијата за остварување на својата благородна идеја за поддршка на младите истражувачи и културни работници, но и воопшто за намерата за унапредено културно наследство ги има отворено следните фондови за донирање. Првиот фонд се однесува на поддршка на визијата на нашата фондација. Вашата донација помага да се одржи фондацијата и нејзините долгорочни иницијативи. Со ваша поддршка можеме да го продолжиме, да го промовираме македонското наследство, да финансираме клучни проекти и да го прошириме нашето глобално влијание. Вториот фонд е фонд за млади истражувачи од повеќе области, каде целта е поставена на 15.000 евра. Третиот фонд пак е истражувачки фонд за историски истражувања. На веб страницата на фондацијата gmfe.org лесно се достапни начините за донирање, беше порачано од промоцијата. Како што беше наведено, социјалната и економската компонента не може да ги изолираме од општествените и човекови односи. Подобрата економска состојба го условува и развојот на културата, туризмот, поддршката на младите истражувачи. Фондацијата има формирано и програмски совет во кој влегуваат истакнати македонци низ целиот свет. Професор доктор Сања Лазарова Молнар од Германија, доктор Владимир Поповски од Шпанија, доктор Предраг Николовски од Италија, како професор доктор Ленина Жила и професор Перо Сарџовски како резидентни членови. Day
Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг.
Ajde koga zvone zvoruva, bile bere kako lastavica, bile bere kako lastavica. Небо мое, кажи што да направам. Небо мое, каде да се помолам. Немам никој на кого да се обратам. Дај ми совет, на нозе пак да застанам. Ајде, 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 една песна за Јас сум секогаш прв за соработка и сум прагматичен политичар и немам дилема дека треба да градиме добри односи со сите соседи, вклучително и со Бугарија, но не прифаќам ултиматуми, рече премиерот Христијан Мицкоски во Желино, одговарајќи на новинарско прашање во пресрет на посетата на Каја Калас и градењето доверба со Бугарија. Исклучително ја почитувам и имам исклучително добри односи со Каја Калас, висок представник на Европската комисија за надворешна и безбедносна политика. Ќе ве потсетам, ние како држава, први во регионот, министерот Тимчо Муцунски, прв потпиша договор со Европската Унија за заедничка надворешна и безбедносна политика. Тоа е еден од низата стратешки договори што ги потпиша оваа влада во овој период.
Во врска со градењето доверба, јас немам дилема дека треба да градиме добри односи со сите соседи, вклучително и со Бугарија. Ние немаме никакви проблеми да го прошириме нашиот устав со хрватите кои живеат овде, бидејќи македонците се дел од хрватскиот устав. Немаме проблеми да зборуваме за црногорците, за словенците. Но имаме проблем со ултиматуми, а јас сум човек што не прифаќа ултиматуми, додаде тој. Никогаш нема да си дозволам да преговарам за нешто што представува огромен проблем и фрустрација на македонските граѓани, за албанските граѓани, за турските, за сите кои се дел од уставот. За жал, еден министер во минатото преговараше за мојот идентитет и направи грешка. И ако мисли дека тоа ќе го заборавиме, се лаже. Ние ќе бараме начин, ќе градиме доверба и ќе го решиме ова. Дали оваа генерација или некоја следна, тоа ќе го реши. Ќе остане во колективната меморија каква штета нанесе тој човек на македонскиот идентитет и на македонскиот народ. Со непочитување, рече премиерот Мицкоски, алудирајќи на екс-премиерот Бујар Османи. Ако тој не го почитува својот сосед, тој не го почитува ниту своето семејство, ниту својот народ, рече Мицкоски. Тој проблем што тој човек го направи денеска нас не доведе во ваква ситуација. Од шампиони во регионот, би рекол и во Европа, да не можеме да ги почнеме се уште преговорите за членство во Европската Унија. Убеден сум дека ќе се најдат решенија, ЕУ ќе најде механизми и Македонија ќе го добие своето место на таа маса, бидејќи одамна го заслуживме. Почнавме пред 2,5 децении кога многу други земји само сонуваа за тоа и многу пати покажавме дека како држава и како граѓани сме проевропски и така ќе продолжиме да се однесуваме, рече Мицковски. Во врска со тоа, докаде е реформската агенда, премиерот рече дека се работи и дека за некои работи треба повеќе, а за други покусо време. Реализираме, а бројките говорат. Јас сум задоволен од досега сработеното. Се разбира, секогаш може повеќе, но имајќи предвид во каква состојба беше државата пред една година, можам да кажам дека со многу труд, со вонсериско залагање на членовите на владата, ние доаѓаме до ситуација да го испорачаме она што е потребно и така ќе продолжиме. Ќе им испорачуваме на граѓаните без разлика на кој етникум, партија или конфесија припаѓаат. Нашата заедничка цел е оваа наша заедничка татковина да се развива и да оди напред, порача премиерот Христијан Мицковски. Lele na visok
Ние се фокусираме на план А и се обидуваме тој да профункционира. Кога се префрлате на план Б, звучи како план А да излегува од игра, рече високата представничка за надворешна и безбедносна политика на Европската Унија Каја Калас на заедничката пресконференција во владата со премиерот Христијан Мицковски. Работиме на тоа планот А да е успешен, доколку не е, ќе поминеме кон следна фаза, одговори Калас на новинарско прашање дали Европската Унија работи на тоа да се најде начин за надминување на застојот на македонските интеграции кои застанаа кај уставните измени како обврска на Македонија. Европската Унија останува со Македонија на патот кон целосно интегрирање, порача таа. Високата представничка истакна дека разговарале на повеќе теми, при што потенцира дека земјава е првиот корисник во регионот на она што го нуди планот за раст на Западен Балкан, како и држава која потпиша партнерство за безбедност и одбрана со Европската Унија. Нагласи дека на средбата со Мицковски, меѓу другото, се разговарало за напредокот на македонската економија и истакна дека тој процес е од големо значење и за самата Унија. Ова партнерство подразбира заедничка работа за Унијата и во сфера на борбата против тероризмот, секако, а тоа покажува дека функционира постепената интеграција. Но двете страни сакаат повеќе и тоа е мошно јасно. Македонија припаѓа во Европската Унија. Вие имате навистина долга историја на усогласување со надворешната и безбедносната политика на Европската Унија, а тоа нам ни е особено многу важно во овие турбулентни времиња, кога гледаме дека има сериозни геополитички промени во светот, рече Калас. Таа говореше за напорите кои се превземени од страна на владата во однос на реформската агенда. Вие подобро од било кој знаете дека патот до членство не е лесен и мојата порака денеска е да останете на тој пат, да ги превземете чекорите потребни за отворање на пристапните преговори. Тоа исто така ќе значи дека Европската Унија на Македонија ќе и дава уште поголема поддршка, без разлика дали станува збор за владењето на правото, борбата против корупцијата или модернизирање на јавната администрација, нагласи Калас. Таа додаде дека од искуство знаат дека напредокот може да биде брз доколку има политичка волја, а како добар пример за тоа ги посочи Албанија и Црна Гора. Секако Македонија се соочува со носење избор за своите граѓани и за иднината. Веруваме дека интеграцијата на Западен Балкан во Европската Унија е најдобриот рецепт за мир и безбедност во целиот регион. Затоа, ајде да се придвижиме заедно. Сакам да ве уверам дека Европската Унија останува покрај вас, порача Калас. Премиерот Христијан Мицковски побара почесна и поотворена потврда од Европската Унија за Македонија, бидејќи, како што истакна, не се однесуваат сите земји членки во европскиот дух. Разговаравме отворено како што и доликува на партнери кои се стремат кон заедничка иднина. Разговаравме отворено како што доликува на партнери кои се стремат кон заедничка иднина. Разговаравме за патот кон Европската Унија, пат кој не беше ни лесен, ни краток, ниту секогаш праведен. Пат со многу предизвици, компромиси и за жал предолго чекање. Нашата одредба останува јасна, ние припаѓаме на Европската Унија. Не затоа што некој ни го должи тоа, туку затоа што со децении градиме општество на демократски вредности, владење на правото, човековите права и добрососедството. Затоа што ние вложуваме, се жртвуваме и се менуваме со надеж дека трудот ќе биде препознаен. Меѓутоа, таа определба мора да биде возвратена. Оваа држава има право да очекува многу појасна, поотворена и почесна потврда од самата Унија. Затоа што ќе се согласиме, не сите членки и не секогаш се однесуваат во европскиот дух, рече премиерот Мицковски во своето излагање. Тој додаде дека денеска во разговорот со Калас побарал фер третман, побарав доследност. Европа да покаже лидерство кое што ќе донесе нешто вредно за граѓаните во реалноста, да се врати довербата во европската идеја, особено кај младите. Да покажеме дека Европската Унија тука за нас е жива визија, заедница на вредности, отворена за оние што ги живеат тие вредности. Денес не само што зборуваме за реформи, ние ги живееме тие реформи. И тоа не го правиме за да добиеме аплауз, туку затоа што веруваме дека тоа е вистинскиот пат. Веруваме во европскиот сон, но и бараме да биде сонот достапен за сите, рече Мицковски.
Тој додаде дека верува во визијата на Европската Унија како заедница која ги вреднува принципите, не го заборава придонесот и знае кога е време да го направи вистинскиот чекор. Нашата рака останува подадена, отворени сме за пријателство, за диалог и соработка, но стоиме цврсто исправени и достоинствени со јасна порака. Ние сме подготвени. Европа може да смета на нас, а сега е време и ние да почнеме да сметаме на Европа, рече премиерот. Не си го продавај коло чифликот, мама не ме дава коло за тебе. Не си го продавај коло чифликот, мама не ме дава коло за тебе. Доме ја не одиш коло рујно вино пиеш, дома рано не се одиш да спиеш. Доме ја не одиш коло рујно вино пиеш, дома рано не се одиш да спиеш. Колку ти чини коло чифликот, толку ми чини коло меракот. Колку ти чини коло чифликот, толку ми чини коло меракот. Доме ја не одиш коло рујно вино пиеш, дома рано не се одиш да спиеш. Доме ја не одиш коло рујно вино пиеш, дома рано не се одиш да спиеш. Колку ти чинат коло овците, толку ми чинат коло очите. Колку ти чинат коло овците, толку ми чинат коло очите. Доме ја не одиш коло рујно вино пиеш, дома рано не се одиш да спиеш. Доме ја не одиш коло рујно вино пиеш, дома рано не се одиш да спиеш. Колку ти чинат коло мегите, толку ми чинат коло вегите. Колку ти чинат коло мегите, толку ми чинат коло вегите. Доме ја не одиш коло рујно вино пиеш, дома рано не се одиш да спиеш. Доме ја не одиш коло рујно вино пиеш, дома рано не се одиш да спиеш. Колку ти чини коло грлото, толку ми чини коло грлото. Колку ти чини коло грлото, толку ми чини коло грлото. Доме ја не одиш коло рујно вино пиеш, дома рано не се одиш да спиеш. Доме ја не одиш коло рујно вино пиеш, дома рано не се одиш да спиеш. Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување.
Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг.
Црвениот крст на Република Македонија соопшти дека собрал 156 милиони 542.967 денари или околу 2 милиони 545.400 евра за поддршка на настраданите од катастрофалниот пожар во Кочани што се случи на 16 март оваа година. Заклучно со 23 мај, Црвениот крст на Република Македонија во неколку наврати изврши исплата на погодените семејства од пожарот во Кочани. Со овие средства досега е обезбедена финансиска поддршка на семејствата на починатите лица во вкупен износ од 52.038.593 денари. За настраданите лица од пожарот кои се лекуваа во странство, вкупно се исплатени 44.136.258 денари, а за повредените кои се лекуваа во земјава, вкупно се исплатени 11.247.250 денари. Вкупниот досегашен трансфер на средствата изнесува 107.449.101 денар. Преостанатите средства во износ од 46.593.866 денари на сметката на Црвениот крст по направените проценки кои се во тек за тежината на повредите и прогнозите за време траење на лекувањето и потребите на повредените, направени од стручни и компетентни институции во државата, а со цел објективизација и постигнување на целите и задоволување на реалните потреби на настраданите лица, Црвениот крст навремено ќе пристапи кон распределба на средствата, за што благовремено ќе информира, соопштуваат од таму. Црвениот крст уште еднаш се заблагодарува на сите досегашни донори што придонесува и се уште придонесуваат за мобилизирање на хуманитарната поддршка за настраданите и за нивните семејства. Црвениот крст продолжува со своите активности на терен со акцент на обезбедување психолошка поддршка во обид да даде придонес во надминување на последиците од катастрофалниот настан.
te spomnam, mil moj narode, da pevam jaz osi od glasova, kade i da bidete, da prenesam jaz toplina so pesna makedonska. Ajde na oro veselo, momci makedonci, idemo mi naši ubavi, lični nasmejani, samo nije znaele da se veselime, so pesna naša ljubava, baš makedonska. Ajde na oro veselo, momci makedonci, idemo mi naši ljubavi, lični nasmejani, samo nije znaele da se veselime, so pesna naša ljubava, večna makedonska. Во село Палатица Тетово се одржа промоција на пат што води оттаму до крстосницата на делницата Тетово Требош во општина Желино. На промоцијата присуствуваа премиерот Христијан Мицковски и министерот за локална самоуправа Златко Перински. Проектот опфаќа 1,5 километри должина, 5 метри ширина со асфалт и до 6 метри со банкини, 500 метри подпорен зид, мост од 11 метри и сето тоа со вкупна вредност на проектот од 27 милиони денари, од кои 20 милиони денари се обезбедени од владата на Македонија, а 7 милиони денари се обезбедени од буџетот на општина Желино. Присуството на председателот на владата е јасен доказ дека заедно на локално и централно ниво сме решени да го движиме развојот напред. Не со зборови, туку со дела работиме на секој дел од нашата општина и ставаме крај на заборавот, изолацијата и неправдата, истакна Блерим Сеидију, градоначалник на Желино. Министерот Перински рече дека со ова се реализираат ветувањата на владата, а најави уште проекти во Желино. Тој потсети дека Желино при првиот владин повик доби 51 милион денари, а на вториот владин јавен повик општината аплицирала со 15 проекти во висина од 160 милиони денари. Од приближно 1200 проекти кои произлегуваат од првиот и вториот владин повик, вчера имав прилика да подпишам нови 38 договори за нови 38 проекти од програмата која што Министерството за локална самоуправа ја спроведува во насока на намалување на диспаритетите помеѓу општините или нови 87 милиони денари кои што за многу скоро време ќе влезат во реализација, рече Перински. Премиерот Мицковски истакна дека како влада обезбедуваат подеднакви правилни услови за развој на сите делови од целата територија на државата, без разлика дали таму живеат македонци, албанци, турци, роми, власи, срби, бошњаци или останати. Нема делба, секаде подеднакво се развиваме и секаде подеднакво ќе вложуваме додека јас сум председател на владата и гарантирам подеднаков развој на секој метар квадратен територија на Македонија. На новинарско прашање колку расте развојот на општините кога почнаа проектите за нив, Мицковски со одговор дека очекува за првиот квартал од оваа година 4%, за што рече го има и кај најбрзо растечките економии во Европа.
На новинарско прашање како и дали се следи извозот на земјоделски производи поврзано со Полошкиот регион, Мицкоски рече дека владата во земјоделството вложила исклучително многу, при што се вратиле и старите долгови и оцени дека е направен голем чекор напред, со што во првиот квартал од годината речиси 5% е зголемен извозот на земјоделски производи. Тоа би било се во денешната емисија Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Ви посакувам пријатен ден. Си беше еден шумар и често одеше на лов в шума. Кога еднаш стигна во шумата, слушна цимкање, како да плаче некое мало дете. Отиде кај местото од каде што се слушаше плачењето и виде едно високо стебло
а на неговиот врв едно мало дете. Всушност, под тоа стебло беше заспала една мајка со своето дете. А некоја птица грабливка, кога го видела детето во мајчиниот скут, слегла, го зела во колун од детето и го ставила на врвот од стеблото. Шумарот се качи горе, го сипна детето и си помисли: ќе го однесам дете во дома и ќе го одгледам заедно со моето ленче. И така тој го однесе детето дома, а двете дечиња заедно растеа. Бидејќи го најде на дрво, а некоја птица го грабнала, детето го нарекоа птица Најденка. Децата многу се засакаа и кога не ќе се видеа, тагуваа едно за друго. Шумарот имаше една стара готвачка. Една вечер старата готвачка зеде 2 кобриња и тргна да носи вода. Таа неколку пати отиде до кладенецот и се врати. Кога Ленче го виде тоа, ја запраша готвачката: слушај, стара Солзо, зошто ти е толку вода? Ако никому не му кажеш, ќе ти кажам, одговори готвачката. Па кога Ленче и даде збор, таа продолжи: утре взори, кога шумарот ќе замине на лов, ќе ја сврелам водата и во неа ќе ја ставам птицата Најденка и ќе ја сварам. Рано изутрината шумарот отиде на лов, а децата уште лежеа во постела. Кога се разбуди Ленче и рече на птицата Најденка: ако ти мене не ме напушташ, нема ни јас тебе. Ни сега, ни кога и да е, се согласи птицата Најденка. Би сакала само нешто да ти кажам, продолжи Ленче. Старата Солуза синоќа донесе многу коплиња вода. Па јас ја прашав: зошто е толку вода? А таја ми рече дека ќе ми каже ако никому ништо не му кажува. Јас си ветив дека не кажувам никому и таја ми шепна: утре изутрина, кога татко ти ќе биде на лов, ќе сврелиме еден котел со вода, во него ќе ја фрлиме птицата Најденка и ќе ја свариме. Но ние, продолжи Ленчето, ќе станеме порано, ќе се облечеме и заедно ќе избегаме. Обете деца станаа на брзина, се облекоа и избегаа. Кога водата започна да врие, готвачката појде во детската соба за да ја земе птицата Најденка и да ја фрли во котелот. Но кога влезе во собата, обете постели ги најде празни, па тај многу се уплаши и се рече во себе си: што ли да му кажам на шумарот кога ќе дојде дома и ќе види дека ги нема децата? Веднаш понив да ги фатиме. Готвачката испрати по децата 3 момци за да ги стигнат и да ги вратат дома. Децата седеа пред шумата кога ги видоа 3 момоци како брзаат. Тогаш Ленче и рече на птицата Најденка: ако ти мене не ме напуштиш, нема ни јас тебе. Ни сега, ни кога и да е, одговори Најденка. Ти биди китка, а јас ке бидам ружа во неа. Кога 3 момоци стигнаа кај шумата, не најдоа ништо друго, освен една китка и ружа во неа. Од децата немаше ни трага, ни глас. Не можеме ништо, помислија момоците. Тие се вратија дома и јавија на готвачката дека не виделе ништо друго, освен една китка и во неа ружа. О, глупаци никакви, ги искара готвачката. Требаше да ја пресечете китката, ружата да ја откинете и дома да ја донесете. Одете веднаш и сторете го тоа што ви го велам. Момоците втор пат поитаа да ги бараат децата. Кога децата оддалеку ги видоа дека доаѓаат момоците, Ленчето рече: птицо Најденке, ако ти мене не ме напуштиш, нема ни јас тебе. Ни сега, ни кога и да е, одговори Најденка. Ти биди црква, а јас ке бидам круна во неа. Кога дојдоа момоците, не најдоа ништо, освен една црква и круна во неа. Што да правиме овде? Да си одиме дома, рекоа момоците меѓу себе. Кога дојдоа дома, ги запраша готвачката дали најдоа нешто,
Па кога и одговорија дека не видоа ништо освен една црква и една круна во неа, таа почна пак да ги кара. Будалишта едни, зошто црквата не ја урнавте и круната не ја донесовте дома? И налутена заедно со момоците, и таа тргна по децата. Децата, меѓутоа, оддалеку ги видоа тројцата момоци и готвачката која цупкаше по нив. Птицо најденке, ако ти мене не ме напуштиш, нема ни јас тебе. Ни сега, ни кога и да е, одговори птицата најденка. Ти биди рибник, а јас ке бидам пајка во него. Кога готвачката стигна и го виде рибникот, се наведна и сакаше да го испие. Тогаш дојде пајката, ја фати со клунот за глава и ја повлече готвачката во водата. Старата вештерка се удави, а децата весели се вратија дома и ако не умреле, тогаш тие се живи и ден денеска. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.